Беше тоа на 30 декември 1909 година, кога е роден Дзоле Стојчев Георгиов, познат и како Дзоле Војвода, Атеш Паша, македонски револуционер, учесник во македонското револуционерно движење, член и војвода на македонската револуционерна организација. Дзоле Стојчев е роден во Баница, Ленинско, тогаш во Османлиското царство. По влегувањето во македонската револуционерна организација, најпрвен бил курир и терорист. Станал четник при војводата Стане Стојчев, а од 1903 година бил лерински војвода во востаничкиот пункт на планината Кајмакчалан. Учествувал во повеќе борби. Во летото 1903 година учествувал во Илинденското востание. По востанието станал околиски војвода. На 11 март 1905 година Сдружените чети на Тане Стојчев и Золе Стојчев имале судир со османлиските сили кај селото Жерви, при што турците имале големи загуби. По младотурската револуција Золе Стојчев се вработил во локалната полиција. Потоа најпрвен учествувал во Сојузот на бугарски уставни клубови, а потоа во Народната федеративна партија. Убиен е во Лерин од страна на некој турчин по една грчка провокација. Во спомен на неговите херојства, Дзоле Војвода е опеан во народната песна "Брале се собрале". Беше тоа на 30 декември 1943 година, кога бугарските сили и контрачетниците од Куманово, Младонагоричани, Страцин, Крива Паланка, Врање, Пирот и од други места го почнаа дејствувањето на Кумановско-Врањското подрачје за да ги уништат македонските, јужноморавските и косовските единици. Но тие вешто го одбегнуваа судирот. Незадоволни од исходот на 10-дневната акција, непријателските сили ги собраа селаните на возраст од 19 до 50 години и повеќемина од нив интернираа во Бугарија. Беше тоа на 30 декември 1949 година, кога во Скопје е формиран балетскиот ансамбл при Македонскиот народен театар. Формиран е под раководство на Ѓорги Македонски и неговата соработничка Анелиза Асман. Беше тоа на 30 декември 1970 година, кога е родена Гордана Нацева, правник, ракометарка. Завршила правен факултет во Скопје. Била голман на РК Кометал Ѓорче Петрово во Скопје, со кој повеќе пати го освојувала првенството и купот на Македонија, како и купот на европските шампиони во 2002 година. Со репрезентацијата на Македонија, успешно настапувала на европските и на светските првенства. Нејзин најдобар резултат е 7-то место на светското првенство во Германија 1997 година. Од Ракометната федерација на Македонија била прогласена за најдобра ракометарка на Македонија во 20. век. Беше тоа на 30 декември 1996 година, кога Министерството за надворешни работи на Република Македонија соопшти дека Македонија и Оман воспоставиле дипломатски односи. Беше тоа на 30 декември 1997 година, кога во Скопје излезе првиот број на двонеделниот магазин Форум.